Добре дојдовте во урбаните вести. Обештетени од невремето ќе бидат само оние граѓани кои си платиле осигурување во осигурителна компанија. Ова е веста со која ги започнуваме вестите. Останете со нас. 100 денари месечно може да ве заштитат од природни непогоди. Купувањето електрични автомобили ќе биде помогнато од владата со 10 милиони евра. Секој петок за средба на граѓаните со градоначалникот на општина Бутел. Роденденски забави во ВОЗ. Горивата поевтинуваат за 1,5 денар по литар. Управата за хидрометеоролошки работи најавува нов бран нестабилно време од среда. Скопје се уште закрепнува од невремето кое го погоди во саботата. Екипите на терен ги расчистуваат искршените дрва кои оштетија многу автомобили. Но обештетени ќе бидат само оние граѓани кои си платиле во осигурителна компанија. Скопје се уште закрепнува од невремето кое во саботата направи големи штети, но Управата за хидрометеоролошки работи од среда најавува нов бран на нестабилно време со појава на поројни дождеви и електрични празнења. Се предупредуваат граѓаните на поголема предпазливост од обилните дождови кои следуваат. Од среда ќе бидеме под влијание на нестабилна воздушна маса, така да на повеќе места ќе има пороен дожд, на места ќе биде интензивен, со појава на град со силен ветер и со услови, на повеќе места да има нестабилна облачност, со пороен дожд и со грмежи, така да во наредните денови ќе преовладува нестабилно време. Екипите на кризниот штаб за заштита и спасување во изминатите 2 дена ги расчистуваше градските улици, зеленилото и булеварите од искршените дрва, но невремето сериозни штети им направи на автомобилите. Имаше откорнати кровови како и неколку помали пожари. Екипите работат на расчистување на теренот, но на социјалните мрежи граѓани објавуваат фотографии дека во општина Аеродром на одредени места паднатите искршени дрва се уште не се тргнати од зелените површини. Од општина Аеродром за оваа состојба вела дека расчистувањето се одвива етапно. Најпрвин се реагирало на булеварите, училиштата и градинките, а понатаму се делува на останатите површини. На терен се општинските служби, како и јавното предпријатие Паркови зеленило со својата механизација. Според информациите од кризниот штаб за заштита и спасување, граѓаните кои претрпиле штета од невремето нема да бидат обештетени, затоа што според УХМР ветерот дувал со брзина над 80 км на час, а тоа се води како природна непогода. Доколку брзината на ветерот е под 72 км на час, штетата ја надоместуваат јавните предпријатија. Но обештетени може да бидат оние граѓани кои ги имаат осигурано своите автомобили или објекти во некоја од осигурителните компании. Но како што информираат од Eurolink осигурување, се забележува трендот за зголемување на свеста и потребата од осигурување. Се зголемува и трендот за дополнителните осигурувања на недвижен имот како што се автомобилите. Во однос на осигурувањето на становите и куќите, од Eurolink додаваа дека генерално мал процент на луѓе ги осигуруваат своите имоти, иако цените се можне поволни и прифатливи. За таа цел Eurolink осигурување постојано работи на едукација на граѓаните и има атрактивни понуди за осигурување на домот. Така, на пример, како што велат од Eurolink, за целосно осигурување на домот од сите ризици се цените почнуваат од 999 денари за првата година и 2400 денари годишно во втората и третата година за склучени договори за лојалност за осигурување. Ако се земе предвид дека цената што месечно треба да ја платат граѓаните е помалку од 100 денари, односно 200 денари, нема финансиска пречка да се осигуруваат домовите. Според податоците на Eurolink, граѓаните кои одбираат да го осигураат својот дом, го одбираат токму ова решение на Eurolink, па во првото 3 месече имаат раст од 15% кај оваа класа на осигурување, но се уште треба да се работи на зголемување на свеста кај граѓаните од потребите за осигурување на домот. Граѓаните на општина Бутел кои сакаат да остварат средба со градоначалникот на општината во рамки на приемниот ден кој се организира секој петок, најпрво треба да достават барање до архивата на општината, а потоа од општината ќе ги информираат граѓаните во кој период да дојдат за да остварат средбата со градоначалникот, на која може да ги дадат своите предлози, идеи и проблеми со кои се соочуваат.
Покрај средбите и контактите со граѓаните што градоначалникот на општина Бутал повремено ги остварува на терен, секој петок во општината се организира и приемен ден за граѓаните на кој тие можат своите идеи, предлози или проблеми со кои се соочуваат да ги представат пред градоначалникот на општината Велимир Смилевски, со цел што побрзо да се најде решение за истите. За да можат граѓаните да остварат средба со градоначалникот во рамки на приемниот ден кој се организира секој петок, најпрво треба да достават барања до архивата со кусо образложение за средбата. Потоа од кабинетот на градоначалникот се прави распоред и се известуваат граѓаните во кој термин да дојдат за да остварат средбата со градоначалникот. Исто така прашање до градоначалникот може да се достави и преку веб страната на општина Бутал во делот градоначалник, а градоначалникот ќе се обиде во рок од 24 часа на истото да одговори. 80 електромобили во Македонија, од кои 47 се во Скопје. Ова е моменталната бројка на електрични возила во Македонија, а владата планира со 10 милиони евра да им помогне на граѓаните кои ќе сакаат своето старо возило да го заменат со електрично. Со едно полнење на електрично возило може да се поминат од 120 до 130 километри, што е сосема доволно за движење низ Македонија, заради малата оддалеченост меѓу дестинациите од максимални 200 километри, а дневно во просек се поминуваат по 20 километри. Неопходно е да се направат мерки за да се стимулираат граѓаните да купуваат електрични возила, но и да се развива мрежата за полнење на електричните возила. Првото возило на електричен мотор во Македонија на пазарот беше продадено во 2015 година и чинело 26.000 евра. Во моментов на улиците во земјава се возат околу 80 електромобили на електрична енергија, од кои 47 во Скопје, а ако се додадат и хибридните возила, тогаш бројката изнесува 200 возила. Трендот на зголемување на бројот на електрични возила во Македонија е многу спор. Во 2015 година имало 33 електрични возила, а за 3 години бројката достигната само на 80 возила. За да се зголеми бројот на електрични возила, според Организацијата на електрични возила, потребно е да се обезбеди подобра инфраструктура и брзи полначи на повеќе локации и на автопатите кои за половина час би полнеле 80% од капацитетот на батеријата, како и субвенции од владата за купување на електрични возила, како што е случајот со Хрватска, каде што субвенциите изнесуваат и до 40%. Електричните возила со едно полнење би можеле да поминат од 120 до 130 километри, а понапредните возила поминуваат и 300 до 400 километри со едно полнење. Но колку е поголем опсегот на километрите, толку возилото е поскапо. Македонија е особено добра за користење на електрични возила заради малата оддалеченост меѓу дестинациите од максимални 200 километри. Покрај тоа, во Македонија просечно се поминуваат по околу 20 километри дневно или 100 километри неделно, што значи дека електричното возило може да издржи без да се наполни со електрична енергија една недела. Односот на потрошувачката на електрично возило во споредба со класично возило на бензин или дизел е од 1:5 до 1:10. Потрошувачката зависи од многу фактори. Ако се земе во предвид, значи зависно со кој тип на возило конвенционално споредуваме, дали со дизел или со бензин, зависно од типот на возачот, значи дали е агресивен или дали е посмирено вози, зависно од теренот на кој што се вози возилото, но меѓутоа некои овака анализи покажуваат дека соодносот на потрошувачката на електрично со класично возило е некаде од 1:5 до 1:10 соодносот. Доколку сакаме нешто повеќе, апсолутно е недоволен вкупниот број на овакви полначи и во насока на зголемување на бројот на електромобили во Македонија, значи инфраструктурата мора да се подобри и на глобално ниво, зборам во рамки на целата држава и првенствено во рамки на коридорите, значи на државата, по автопатиштата и со препорака за брзи полначи кои што полнењата би траеле некаде околу 30 на минути за 80% на капацитетот на батериите. Од страна на владата на Република Македонија на среднорочен план се предвидени 10 милиони евра поддршка за сите граѓани кои ќе сакаат да променат стари возила кои не ги исполнуваат еколошките стандарди со електричен автомобил. Предвиден е 1 милион евра за спроведување на транспортни стандарди во врска со одржливоста на животната средина и климатските промени во согласно со практиките на земјите од Европската унија. А за промоција на електрични возила и подобрување на регионалниот јавен транспорт предвидени се 100.000 евра.
Исто така се предвидени 5 милиони евра за финансиска подршка за набавка на хибридни електрични возила во патниот јавен транспорт. Вкупно во следните неколку години се предвидени 16 милиони евра од државниот буџет за електромобилност. Во моментов градот располага со 5 полначи за електромобили поставени на јавни површини, а до крајот на годинава се планира нивниот број да се зголеми за 30. Во Скопје паркирањето за електрични возила и полнењето на јавни полначи е бесплатно, а и во јавниот превоз веќе циркулира електричен автобус и се испитува колку е можна за употреба таа технологија. При крај тендерот за набавка на машини во јавното претпријатие Комунална хигиена, кој предвидува да се набават исклучиво електрични машини за чистење на улиците. Во иднина град Скопје ќе набавува само хибридни електрични возила, а до крајот на годинава ќе се набава 30 екофрендли автобуси на ЈСП, со кои ќе се заменат старите нееколошки автобуси. 10% попуст на целата сметка во 13 локали ќе добијат сите кои од денеска до 30 јуни ќе дојдат во локалите со велосипед. Оваа активност се реализира под слоганот "Јуни е за јунаци со точак" од страна на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и 13 локали. Под слоганот "Јуни е за јунаци со точаци", Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со 13 локали од Скопје ќе реализираат низа активности со кои заеднички ќе се заземат да ги спојат возењето велосипед и непосредниот допир со природата со урбаниот лик и секојдневието на градот. Целта е поактивна и почеста употреба на велосипедот како превозно средство, како и поголема едукација на младите, со што директно ќе се влијае на подигнување на свеста за здрави животни навики и позитивни сообраќајни ставови. Активноста ќе се реализира од денеска 11 јуни до 30 јуни оваа година. Во овој временски период велосипедот ќе им донесе 10% попуст на целата сметка на сите оние кои со него ќе дојдат во 13 локали. Од РСБСП наведуваат дека велосипедизмот е најефикасна форма на транспорт, а урбаното возење точак е вистински тренд во светот. Во рамки на активноста, РСБСП ќе ги едуцира учесниците во сообраќајот за правата и за одговорностите на велосипедистите. Истовремено ќе поттикнува почесто и поактивно возење велосипед. Во рамки на проектот "Иднината ни е во воз", деца од основните училишта и градинките од Скопје патуваа со воз на релација Скопје-Велес-Скопје, со цел децата подобро да се запознаат со овој вид превоз и во иднина повеќе да го користат. МЖ Транспорт исто така организираат и роденденска забава за деца во воз. Македонски железници Транспорт АД Скопје организираше патувачка тура за 1300 деца од 12 училишта и 3 градинки во Скопје, како дел од проектот "Иднината ни е во воз", што го спроведе од 9 мај до крајот на учебната година. Во тек на проектот, ученици од 1 до 5 оделение од основни училишта од дел од скопските општини, рурални и урбани, патуваа на релација Скопје-Велес и назад, по цена од 114 денари. Целта на оваа патувачка тура со воз е сообраќајна едукација и стекнување култура при превоз со воз, но истовремено и привлекување идни патници. Од МЖ Транспорт за проектот "Иднината ни е во воз" имаа долгорочни планови и во Министерството за образование ќе иницираат да стане задолжителен во програмата за сообраќај. Сега во програмата на основните училишта темата сообраќај е предвидена да се спроведува во мај, а на иницијатива на наставничкиот персонал имало по 1 до 3 патувања на деца со воз. За сега капацитетите на возниот парк дозволуваат патувачки тури за учениците во Скопје. Доколку се создадат услови и се зголеми возниот парк, се планира да се вклучат и деца од останатите делови на државата. МЖ Транспорт АД Скопје неодамна промовираше уште еден проект за децата – Игротека во воз. Со него се овозможува организирање роденденска забава за деца во воз, при што се наплаќа за закуп на дел од гарнитурата и билети за патниците. Од ноќеска на полноќ бензините и дизел горивото поевтинуваат за денари и половина, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за денари и половина по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 3,35, односно 2,27%.
Новата малопродажна цена на Евросупер 95 изнесува 72 денари за литар. Евросупер 98 ќе се продава за 74 денари, Евродизел за 63,5, а екстра лесното масло за домаќинство за 52,5 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 0,749 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 33,785 денари за килограм. Како причина за намалување на малопродажната цена на нафтените деривати, од Регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 4,75% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,899% повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Од денеска до 17 јуни ќе трае пријавувањето на деца за бесплатната пливачка школа со Евролинк осигурување, а часовите во Скопје ќе се одржуваат во спортскиот центар Борис Трајковски од 20 јуни до 29 јуни. Трета година поред Евролинк осигурување ја организира бесплатната пливачка школа за деца на возраст од 8 до 12 години. Оваа година Евролинк одлучи школата да ја реализира во Скопје, Струмица и Кавадарци, под раководство на тимот на професор Наташа Мешковска. Часовите ќе се реализираат по американска програма за обука на деца непливачи, која гарантира дека за 8 до 10 часа секое дете ќе ги совлада основните техники по пливање. Оваа година школите се адаптирани и за деца со оштетен слух и вид, како и за деца со Даунов синдром. Пријавувањето за летните пливачки школи во Скопје е од 11 јуни до 17 јуни, а часовите ќе се одржат од 20 до 29 јуни во спортскиот центар Борис Трајковски, секој ден од 11 часот, а за време на викендите часовите ќе се почнуваат од 14 до 15 часот. Родителите може да ги пријават своите деца со испраќање порака на електронската адреса plivajuživaj@eurolink.com.mk со испраќање на име и презиме на детето, возраст, висина, тежина, име и презиме на родителот, контакт телефон на родителот. Критериумот за селекција е секое пријавено дете да може да исплива 25 метри со помош на пливачко помагало, пловка. На избраните кандидати ќе им бидат обезбедени пешкери, капи и пливачки помагала. Една училница во основното училиште Кирил Печинович во Киселавода е опремена и е наменета за сензорна соба за деца со развојни нарушувања и аутизам, вклучени во редовната настава во основното училиште. Во основното училиште Кирил Печинович во Киселавода пуштена е во употреба целосно опремена сензорна соба за дечиња со посебни образовни потреби. Од општина Киселавода соопштија дека Ротари клуб Скопје Свети Кирил и Методи во соработка со Ротари клуб Скопје Вести Арсламина целосно опреми училница сензорна соба наменета за деца со развојни нарушувања и аутизам, вклучена и во редовната настава во основното училиште. Претходно во училиштето представници од Lions Club International доставија донација од дидактички материјал, разни реквизити и играчки, кои ќе бидат од корист за учениците со пречки во развојот и аутизам. Утре во попладневните часови во западните делови ќе има краткотраен пороен дожд и појава на грмежи. Во вторник ќе има известно преодно стабилизирање на времето. Во среда се очекува повторно нестабилно време со пороен дожд и грмежи. До среда дневните температури ќе бидат во пораст, а од четврток ќе бидат во опаѓање. Во Скопје температурата утре ќе достигне 35 степени, среда 36, четврток 32 и петок 30 степени. Тука е крајот на урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодариме на вниманието и не заборавајте да не следите на нашата веб страна, Facebook фан страната и YouTube каналот. Пријатно!